Забраната за организиран превоз на патници во Тетово најде на негодување кај граѓаните. Со тоа се доведува во прашање екзистенцијата на лицата кои вршат превоз низ полошките општини, а и дополнително работниците кои патуваат, а немаат собствен автомобил, нема како да стигнат до нивните работни места. Ја се борим за леп, се борим, не знам. Имам 3 деца, не ради нигде, мама и тата. 5 луѓе сме куќи, не ради никој. Што да правим, кој е крив сега? Плата земам од Тетово. Кола немам за тоа. Од СВР Тетово велат дека полициски патроли на неколку пунктови во градот вршат контроли на сите возила, за влез и за излез. Деновиве сите кои ја прекршија забраната за организиран превоз на патници се предупредуваа, а ќе следуваат и казни. Веќе трет ден денеска на 3 пункта во Тетово, лоцирани на улиците Маршал Тито, кај Монополот, и во Лола Рибар во близина на градскиот стадион, и улиците Илинденска и Видоја Смилевски Батон на излезот кон Гостивар, се вршат континуирани контроли на возилата. Првиот ден од практичната имплементација на оваа одлука во Тетово, сите прекршители само се предупредуваа, но сега веќе не е така, се евидентираат и против сите прекршители без исклучоци ќе бидат определени соодветни санкции. Инаку забраната за организиран превоз на патници за влез и за излез во и од подрачјето на општина Тетово и сите околни општини стартуваше во вторникот. Исклучок од оваа забрана е организираниот превоз што го вршат економските оператори за своите вработени лица до работните места, како и организираниот превоз на вработените лица во МВР, армијата и пожарната.